Мапата моја ќе ти служи за чадор. Closed. Вака. Струга. Па струга. Сите села. А сите села? Некој не блиндираше дека има полиција. Место ово е преубаво. Добро утро. Во моментов е 8:42. Добро дојдовте во мојот нов влог. Одам во Охрид на некои 4 дена. Најверојатно ќе ги поделам во 2 влога за да пробам да снимам што е можно повеќе. Ми се спие и одамно немам влогано и не знам ова како ќе испадне. Али ќе даеме се од себе, одиме, тргнуваме за Охрид. Океј, стигнавме во Охрид и тука е преладно. Ние се сместивме, гледате го само погледот колку е убав. Тоа сега не се гледа толку убаво и не е толку убаво колку што ќе биде кога ќе се разбистри, зашто сега е ужас. Чека уствари истото мене ми е премногу големо. Сега гледате подобро, уствари ете го. Изгледа денес и утре нема да имаме баш среќа, тоа што според прогнозава времево и не е баш најдобро. Али во следниот влог ќе биде многу поубаво, или одиме денес да шетаме, ќе посетуваме места што уствари валја ги имаме посетено, али сега ќе одиме да ги гребеме со мапата, затоа што решивме откако ја земавме мапата дека од тој момент ќе посетуваме се од почеток како никада не сме биле, така да овие места во Охрид останаа неизгребани. Одиме тие неколку места што се тука што се баја ги можеби некои 7-8 места треба да ги изгребеме, така да одиме да гребеме. Најтешкиот дел од секој трип е тоа што после веќе 5 минути почнуваш. Се надам дека кога после неколку месеци, кога ќе снимам некој нов влог, дека тоа ќе се промени, дека ќе почнеме веќе да се враќаме во форма, да вежбаме до све. Сега сме иначе Плашник. За денес решивме да посетиме 4 места. Кои ни се денес? Плашник, Света Софија, Самуилова тврдина и Антички театар. Толку запамтив јас, за сите ме потсети. Ја тука не ни памтам дали сум бил воопшто. Некој екскурзија сигурно сум бил, али обично како деца таму 3-4 делина се правиме нешто многу јаки, па само шетаме и правиме хехенца наместо да гледаме уствари што ни се покажува. 100 денари влез, ама нема кој да ни наплати. Ту штета. Како си поминавте во Охрид? Искочивме некако позади Самуилова тврдина. Тргнавме по пат што мислевме дека е истиот што одевме пред ладни преходни кога и да бевме тука. Охриѓани, кажете ми каде е патот, дали ќе кружиме 20 минути или сега брзо ќе скочиме напред. Вакво ставав ја на Майнкрафт на куќите да се качувам горе. Дали сега исто како на Майнкрафт ако се доближам до ова ќе ме качи до горе? Не, може ли јас да се изнемам некој замок и некако да живеам во некој замок и да имам вакво пенџере некој? Кога чадорот ќе го забориш окола, мапата моја ќе ти служи за чадор. Прекрасно е времето во Охрид, преубаво си поминавме, дојдовме да се одмориме, не капе многу вода и така. Апдейт. Не се загубивме, живи сме, знаеме кај сме. Се вративме на паркингот кај што ја ставивме колата пред самиот влез на Самуилова тврдина. После едно 15 минути пешачење. Позади нас има огромна туристичка група и ние сакаме да им се приклучиме за исто нас да не биде раскажувано. А мислам дека многу лесно би се вклопиле. Nobody's gonna know. How would they know? И ние сме вака туристички со мапи, со камери, со све. Никој не би познал дека ние не сме дел од таа група. Closed. Отворите ми врат. Отворите ми врата! Не, да и мапа да ќе огреба место. Мислам дека за трудов вредеше, еве ја Самуилова тврдина. Еве ја, коно и црнецот на TikTok. Еве ја. Греби 24-ка. Теготе. Си најдовме ново другарче. Не ти мирисам на луна. Види го. Еве сме. Значи галевме едно друго куќе. Во моментов проверуваме дали тука некаде се познава како го лизна објективот. Право леќа. Чекај, дали можам јас да ви сликнам и да ви ставам како изгледа мојот објектив во моментов. Погледнете. Иначе стигнаме, чекај, малку изгледа на нашата последна дестинација за денес, а тоа е Света Софија. Денес ова ни е последна 4-та дестинација, усвари го гребеме и ова и одеме негде да јадеме. Ги изгребавме сега овие 5. Од утре, од понатака ќе ги гребеме овие, така? Овие му доаѓа да ги гребеме. Добро утро и добре дојдовте во ден 2 од Охрид. Времево пак најава некој дождови чуда, вајде ќе го потрошиме денов да одиме во Струга и во Радожда, за да го посетиме тоа и по-добрите места уствари ги чуваме за следниот влог, уствари 3-тиот и 4-тиот, каде што ќе ги посетиме тие појаки места што ние ги планираме за да чука, некој чука. Добивме кафе добивме. О мај гад. Тие се мои. Тие се мои. Ќе пиеме кафе со ваков поглед, ама зашто е толку ладно? Гледайте.
Не може да биде и минус, мислам дека не е проблем да биде и минус, нели? 1 јуни, by the way. 1 јуни. Ај, добро утро. Вака. Така. Многу ќе се радувам, ако предпоставката моја ќе е точна, дека првите 2 дена се вакви, а следните 2 дена се скроз обратно од това, така да ќе изтрпим уште денес ова невремево, али од утре сонце да видам, од следниот влог. Ништо седнуваме у кола, се упатуваме нака и Струга и Радожда, тие да ги изгребеме дури вакво времево, ќе биде забавно. Толку ми е шубе паркинг местово, што ако малце дадам газ, замисли пропаднам у езеро. Стигнавме се у Радожда, довозевме некој пола сат валјда, и поише можда. И сега одиме црквата Свети Архангел Михаел се вика, мислам дека таа што е како пештерска што била. И одиме таму да изгребеме Радожда и после не знам дали ќе идеме тука или Струга. Струга. Паструга. Сите села. А сите села? Сите градови. А сите градови? Фала ти. Така и треба го вратиме после. Ваши, фала ти. Не сретна едно дете и не даде клуч од црквата. Сега не знам дали тоа е обичај од било кој што доаѓа тука дека добиваат повеќето клуч или па сега пример е заклучено зашто вакво време нема луѓе, а обично пример преку викенда е да може секој да влага. Али еве ние се добивме клуч, ќе се качиме сега горе онаму, а гледате ни го само погледот позади. I love it. Изгледа стигнавме. Сега не знам од ветерот дали све ме слушате, али местото е тука. Oh my god. Одлучено е ова изгледа. Ова изгледа затоа се вика пештерско дека уствари делува како да е во пештера, во самата пештера внатре. Ние го добивме уствари овој клуч. Не знам дали снимам да снимам внатре. Зар не снимам внатре? Ево уствари внатре како изгледат и на самиот камен се нацртани сите овие икони и светци. И како пишуваше тоа? Осветена пред или во 13 век. Гледај го само погледот од тука. Колку ова добро изгледа. Со езеро таму и ова внатре у самата пештера изградено. Иначе еве го изгребавме и Радожда и сега денес одиме да го изгребеме уште Струга. Смена на возачи, си возиме покрај езеро, видиш шубо е. Ништо од Радожда решивме ваljda да бареме некое место да се напиеме пак кафе, зашто уште сме ненаспани иако веќе пиевме едно пред неколку сати. И јас барам турско кафе, луѓе, јас сакам турско и во моментов многу ми фали турско и не можам нигде да најдам. Гледате го местово. Прво мислевме дека е затворено зашто нема тука буквално никој, ваljda со некој горен дел таму е споено. Најважно најдов турско кафе. Праша дали прават турско кафе, ми рече да бе бате. Сега веќе може да не дојде душа на место, дојде тоа што го баравме. Знаете колку дува. Мене мислам дека сега и одбран новите од тоа што дува, нема да ме слушате, ама баш ништо. Океј, дојдовме од Струга, ова е уствари некој си детски парк, што уствари преубав уреден и предпоставам летно време е многу боле тука, али сега студи премногу, гледате колку сум со капи, со дуксер, со све. И многу дува и преладно е, така да бегаме брзо. Одиме да ручаме, дојде време за ручак, така да одиме да ручаме. Промена на план. Сакавме да јадеме во Струга во нешто што се викаше пицерија Ангела. Многу е комплицирана Струга, човек, со секоја можна улица што е еднонасочна и што паркинг немаш до местото и решивме, зашто прашувавме луѓе, не викаат не можеш тука се паркираш никако, треба да паркираш пример кај некој. Некој не блиндираше дека има полиција и престанав да зборам, али зборав дека поради тоа што Струга е прекомплицирана со еднонасочни улици со паркинзи, јас овив идеја да идеме до Вевчани, што не е на 20 минути од Струга, барем така не вика мапата, така да сега возиме за Вевчани. И тоа да го изгребеме на мапата, да го имаме колокација. Не знам дали уште нешто би изгребале таму ако има исто така блиску, али одиме во Вевчани и можеби ќе јадеме таму, ќе видиме. Сега тука од изворите мислам дека нема да ме слушате ништо, затоа ќе се дерам. Ние се најадовме и сега се качуваме малце тука за да го видиме тоа главното што е на изворот. Океј, тука мислам дека малку потивка и дека може да ме слушате. Местово е преубаво. Да беше малца потопло, ќе беше многу посавршено, дека сега е преладно. Ја уште се соблегов по мајца за да направиме јаки инстаграм слики. Али ви го препорачувам скроз да дојдете у Вевчани и да дојдете кај извориве, затоа што местово е стварно совршено, ја го обожавам. Сега ваljda полека си одиме тука и ќе одиме на Глобочица или нема да одиме? Не! Плиз! За друг пат. И што за дома си одиме? Си одиме дома. Чао, Вевчани! Чао! И гледате каква сцена не чека дома за крај на овој влог. Па видете го тоа. Еве не ги годите, ете го сам... знаеш дека станува убав? А фокус да имаше нешто фокус, работи фокус тука, еве фала. И да ви покажам апдейт на мапата пред да го завршам влогот. Значи имаме
Галичица сега изгревав, затоа што местото каде што буквално се наоѓаме сега и ги како сум сега сан-кист. Колку губава светлина тука. Ама извини. Место буквално каде што се наоѓаме се наоѓа на Галичица, така ќе го изгребам, али секако ние вајде не утре, нема врска, битно следниот влог ќе одиме на Галичица и поубаво ќе истражиме, али битно сега изгреба затоа што секако сум на Галичица. Ги имат претходниот влог овие ни се од денес, Струга, Радожда и Вевчани. Така да полека, мапава се гребе. Ние денес вајде ништо интересно повеќе нема правиме, така да тука ќе завршам влогот и веќе следниот продолжува ствари следниот влог. Следниот влог уствари ќе бидат доста. Следниот влог ќе биде третиот, четвртиот ден, така да гледате го тој. Од овој се одјавуваме. Ако ви се допадна овој видео, ставете лайк и не забравяйте да се Subscribe-нете на мојот Погласно. канал. И на Стеван Флекс. се слушнаа, ама тоа. И ние се гледаме следното видео.